вечерата носи. Слушила и се на мајка му, иначе денеска се фатени на дело. Здраво, јас сум Фериде Демирова од Штип, мајка на 2 деца, сопруга на Ергин Демиров, што веќе скоро 1 година имаме некој ужас, ни се деси, ние не сме свесни каде и како и со што се бориме. На 27 ноември 2024 година, сабајле во 9:30 саатот, се разбудив со пушки, со пиштоли на глава од страна на финансова полиција. Набрзо не натера, станавме и заедно со моите 2 дечиња. Станувајте и станавме и јас реков што е, ми само ми покажуваа значки дека во животот прв пат мој сум имала такво нешто, сум доживеала, за се има прв пат. И ги питав што се дешава, зошто сте тука, што е работа. Првично помислив дека сум нешто наметнето од страна на некои луѓе, не ми беше јасно. Ми кажаа дека се финансова полиција и тука се наоѓаат кај мене дома за организирање игри на среќа од страна на мене и перење пари. Јас се изненадив. Претрес, реков, повелите. Претресите све. Претресоа дома, куќата, стан, друг стан. Каде ви се највише им најбитното им беше имотот каде ти е, колите каде ти се, биткоино каде ти е. Дај телефон, дај без адвокат. Дали имам право на адвокат? Да, имаш, најди. Па дајте ми го телефонот да се јавам некаде адвокат. Не смееш телефонот да го користиш повише после тоа. Како бе, луѓе, како да викнам адвокат? Птици да исправиш, што? Никој не смее да ми влезе во куќата, ни јас смеам да се јавам на адвокат, ништо. Добро, некако после го дадоа на мојот сопруг телефонот, само да се јави на другар, па другар да повика адвокат. Додека да стаса адвокатот, они веќе првично од мојот сопруг од шијата ланецо му го извадија, тоа што ни е поколение уште од свекрва на свекрва мајка, исто до него, исто и на мене, златото од рака, од прсти, прстени, од шија, све. Имам и дури слики тие што ми се на мене уште од невеста. Ништо извадивме, само речеа да сликаме за докази што имате, така ни рече. Само да сликаме, ќе ви вратиме све. Добро, колите само да ги сликаме, ќе ви вратиме све. Претрес направија, ништо не најдоа кај мене во домот за организирање на игри на среќа. И последно беше вечерта 17-18 часот веќе кога ни речеа спремајте се, идеме Скопје во полициска станица Бит Пазар и видов, донесоа тие шлеп што ги влечат, колите ги качуваат, што се дешава, све носиме. Добро, нема проблем. Еден инспектор, името не му го знам, стар човек беше, у години човек беше, од финансова полиција што си ја тераш и работеше работа како што треба. Се јави на обвинителката и вака со овие зборови. Милице Гаврилова, во ова куќе што имате најавено дека за организација, за ова, за она, не најдовме ништо. Пред мене се јави. Ова куќа е домакинска куќа. Жената све ни извади на сусрет, скапи коли имат, дај додека истрагата трае, дали сте вие 100% сигурни дека вие луѓе вистина прават нешто кривично, ако треба ќе ставиме блокатори или на колите ќе им ги земеме, рече тие, далинската, што се клучевите и никој не може ништо да направи.
Не, она се од друга страна, дури човекот телефонот вака го тргаше од ушето. Све земите, све. Ама на детенцето има мопедче, скутер од страна на дедо и баба за роден ден. Све земите, све. Таблет, детето и таблет. Све телефони, све земи. Шо најдете скапоценато се? Дури и 5 пудри за лице од Кико. Мислам дека Милица Гаврилова тие ќе се мачка, она е црномајнаста како мене. Може, сигурно, ако и вршат работа. Нема врска, отидовме Скопје со мојот сопруг, ние изгубени, и мојата ќерка исто, Естра Демирова. Синчето ни остана сам дома со мојот брат. Исто и одма стаса социјални служби, дали има старател и така. Отидовме, таа вечер бевме во Битпазар. 24 сата, утре дента, а од Битпазар излеговме на суд. Отидовме заедно со бранителот Ангел Ѓоргиев, мислам дека беше. Он ни дојде веќе и јас исто сум болна од карценом, оперирана, левата дојка ми е одземена од страна на доктор Андреј Арсовски, професор во Ремедика 2022 година, со медицинските сите мои докази све, мојот бранител, им нудеше на судиката Сандра Крстичли беше, така беше. Плава женичка, седеше си, а обвинителката никако не беше појавена во судница. И она ме пита што е, како, и јас реков дека јас си немам блага веза со ово што ме обвинуват. Ја не знам каде се наваѓам, зошто се дешава ово. И она со овие заклучни зборови. Убаво ти било, кога си ги вадила од биткоин парите. А сега не знаеш каде се наваѓаш. И со шутка притвор. За мене и за мојот сопруг. А за мојата ќерка мерка предпазливост да не излезе, да не го напушти градот Штип. До таму, кога трае процедурата. Ние изгубени, стасавме до шутка. Мене ме однесува во женски дел, Г20 седеше. Мојот сопруг, ја не знаев, едно 4-5 дена дека се наваѓа. А после тоа од страна на командири, командирки на проверки, ги замолев да знам само дали е жив, дали каде е, што е, како е, ми кажаа дека бил во Ц20 кец. После тоа 7-8 дена јас бев слух ништо, изгубена. Ми се слоши, падна во несвес, дури не икеа да ме викнат брза помош, па после тоа видоа дека не доваѓам при себе, викнаа брза помош. Тоа било од паника. Ено сум се јас освестила дека се наваѓам, тоа било. Никаков проблем не им вријаеше на нив дека сум јас од карценом болна и дека и болна, и примам терапија. И дојдоа брза помош, ми дадоа диазепам од 5 милиграми и чекај, какви беа Вентор. Да, Вентор, јас не ги знам лекарствата како, ама памтам многу убаво. Прв пат ја во мојот живот пиев диазепам. Мене на операција кога ме однесоа, пред да ме стават во сала операцијска, ми дадоа диазепам, јас реков нема потреба, јас сум храбра жена, личност, ќе одам, ќе се оперирам, нема потреба од диазепам да пием. Прв пат пиев во шутка, притвор, диазепам, за да се смирам. После тоа, после таа несреќата, 3 дена, петок беше, многу убаво се сеќавам, излегуваме сабајле во 8:30 сат, отвара командир и вика шетна. Ние спремни со двете мои цимерки, излегувавме на шетна, 30 минути како за секој притвореник. И на влегувањето, кога ни заврши шетната, на влегувањето командирот не пита кој е Фериде од вас. И јас реков, јас сум, повелите. Дојди навака, рече, од вратата од шетна кога се влегу. Дојди навака, ме повлече назад, оно таму не фаќале камерите, јас не знам како е. Се учев веќе. И ми стави во джепот нешто. И јас реков, што е ово? Знаеш, се плашам сега веќе, од све се плашам. Да не ме наместат нешто па и друго. Тера е, речи, иди во
соба речи и таму ќе видиш што е. Влегов во соба и извадив, беше замотана во едно кесе, уште го чувам кесето. Телефон со број 519 беше ли, 619 беше крајното телефонскиот број. Имав број од ќерка ми, од брат ми и од адвокатот Дончо Наков. Добро. И прво, најнормално, звонев на моите деца, да ги видам само дали се добри, дали све окей дома. Тие беа, сите можете да си замислите, нема што да ви објаснам, дилеми, трагедии, како можат да бидат деца. Еден малолетник, друг само што наполнил 19 години, врз основа на ништо да ги притворат мајка и татко. И после тоа јас звонев на адвокатот. Реков така и така. Не, он не ми се јави на телефонот, извинјавам се, не ми се јави на телефонот. Него после тоа јас на брат ми звонев и он се отишол во канцеларијата кај него, као зошто твој број, што е, како е. Ке идеш во Штип, ке видиш таму мојата адвокатка и адвокат Сашо, Бети, Елизавета, не знам кои биле. И ние ќе ја спасеме, ќе ги спасеме ние, не се секирајте. Тука има голема игра, штипска мафија, не се секирајте. Немат ништо докази за вас, ние ќе ги спасеме. Добро, и ние врз основа на тоа. Што барате вие за ово? Што ќе не спасите нас? Јас реков, види, господине Наков, јас ми дојде на посета. Јас реков, дома, моето дете го оставија со 2500 динара пари, од новченикот сите пари не ги зедоа. Од новчениците не ги зедоа парите, а тоа правилно, значи законски немале право од новченик пари да ти земат или од шија да ти симнат злато или од прсти. Тоа беше кај нас грабеж голем, ненормален. Еве, прв пат го кажувам ово со зборови, со докази ќе ви кажам. Ниеден човек нема да излезе тука да се направи бел мајмун, да лаже јавност цела, Македонија цела. И он ми кажа дека за да не спаси од ова намешталка, за почеток ми требат на мене 15.000 евра пари. Пред да ми се деси ово, да ме бараш 15.000 евра пари, јас како на тупанки сум ги фрлил. Јас реков, Донче, молим те, човек си, адвокат си, бранител си, имотен човек си, знам дека тие пари може да тебе не ти значат ништо, ама јас сега немам денар пари. Ако мислиш дека ќе не спасиш, дека ќе го вратим имотот, дека све ќе биде како што треба, не тие пари. Јас плюс 10% ќе те наградам од све, само гледај да не извлечеш од ова игра, што и ја не знам во каква игра сум. Аха, добро, и знаете, таму 30 минути тие се повише мабет цигари, со командири мабет, она адвокатот, поштован од страна на сите. Дори цела шутка командири, Дончо Наков ли ти адвокат? Да. Така беше, па со мојот сопруг само еднаш тогај да го видел дали е добар и му купил една Кока-кола и една вода од него. После тоа он се врати и седнал тука со мојот брат, без да знам, јас рекла Елизавета, адвокатката, без пари ништо не правиме. Мојот брат си ја продава колата, им дава 8.000 евра. Повелите, еве, колата ми кошта толку, собрав од секаде, повелите. Само извадите ги, сестра ми, зетот. И почнаа жалби врз основа на во, жалби врз основа на тоа, жалби, ништо. Фати јануар, па божици, па празници, делници, све помина. И после тоа цело време сме во контакт, телефонски, цело време, со бранителот мој, и се на тоа си стоеме. Фериде, не се секирај, немат никакви докази за вас, немат ништо, ќе се спасите. И од имотот нешто дел што си пуштала
преку твоите сметки, ќе платиш на државата данок ли што треба, како треба, не се секирај, болна си ти, молим те, многу си ми фина, личност, симпатична, со тие зборови се. После празниците, седница он, Милица Гаврилова закажа, дали бранителот, дали она, не знам, седница имаме. И одиме на седница. Прво мојот сопруг влезе, он како небитен личност, само така го влече, а по мене како материјал. Од он вистина, што го обвинуват него, па толку што блага веза нема со ништо, само што ми е сопруг. Помагач бил. Бе на седница, прво он влезе, па 15 на минути излезе и јас го погледнав, ништо рече, се гледавме само. Добро. И јас влегов, јас, Дончо Наков и истовремено бранителот Ангел Ѓорѓиев. Седевме и Ангел Ѓорѓиев сакаше човекот, борец, сакаше да, нели, да ја Милица Гаврилова да ја пита што е, како е, зошто, како. Дончо Наков само ни рече, ќе си траеме, ти на мене ми рече, ќе си траеш, ќе си ќутиш, ништо, уста да не отвореш, жална фаца, наведни главата надоле и ќути со тие зборови. Добро. Седевме пола саат, ништо. Нима бе, ни зошто сум тука. Ни знаеш ли што се дешава? Ја мислам седниците така се правило докази и она покажува еве врз основа на тоа сте тука, знаеш ли зошто си? Ништо, ама тотално ништо. Добро, излеговме и он не се секирај. Сега јас се договори со Милица, готово. Ергин скрос излева, ти таму нешто домашен да се покрие ова намешталка. Добро. Јас стасав до шутка, 2 сата не одморев, веќе дојде жалбата неосвоена од страна на Милица Гаврилова. И јас му звонам. Дончебе, нели ќе излеговме, нели вака ќе беше, нели друго јаче ќе беше. Не си стоја на збор, ај ќе видам јас пак ќе правам мабет дека можам што можам. Добро, после 2 недели па седница ни имаме. Па исто. Седеме, се гледаме. Ни А, ни Б. И кога излеговме, он го гушка Ергин, ајде, од тука сега оди таму, собери си таму. Или ништо не зима и тоа, у притвор нека остане, од притвор дома не се носе, ти одеш, а Фериде куќен, ти скрос на слобода излаваш пак. Ама, вака, Ангел Ѓорѓиев, полномошто ќе го укинете. Нејке, Милица, нејке со него. Јас сум тука, јас се ќе средам, јас се ќе правам за вас. Укинувајте полномошно. Како бе викам од прв ден човекот со нас, нели, мене не ми смета, дека си го, нели, што ми смета? Адвокат или што, не се мешал на ништо. Не. Крајно. Значи, ако мислиш со него да продолжиш, јас се откажувам. Добро, и јас со убави зборови на Ангел му пишав еден текст, толку што ми беше срам и не знам како да... И он само, знаеш што ми рече? Фериде, многу на лош пат си. Ќе видиш дека ќе те заглават на крајот. Реков, не бе, Ангел, дај, види. Ќе биде работа, ја мислам, реков. Јас сум должен да ти кажам, натака ти си знаеш. Добро, и продолжуваме. И вистина, цело време, Донче среќен, сам ја тера процедурата, ние исто, цело време сме, дневно по 3-5 сата си телефонски збореме, а и ово го има, претреси се прават во притвор, претреси страшни, маскирани ли не влегуват, за после случајот за девојчево, што сега неќем ни да спомнам, за Васил детето, со телефон објави нешто ука-бука во притворот, претреси страшни, маскирани луѓе, секоја соба, дибидус, кај мене никој не влегува во соба. Јас, како да сум личност недопирлива, нема проблем, бев срекна. И тука веќе ја имав таа, реков, да, не сум крива и затоа мене не ме гневат. Значи, знаат они кои да ги... Тука верував уште повише во закон, во судство, во полицајци, во бранители, во сите, во судии, во обвинители, обвинителки, во сите верував. Дека, точно,
Некој кога прави нешто кривично си е свесен и си лежа, ама јас лежав и не знаев зошто лежам, не знам што сум правила. И цело време сме на мабет со Донче, ајде излегувате, ајде сега ќе има суд, вака ќе биде, онака ќе биде, се ќе спасеме, не се кире делот, нешто ќе даеш таму како на тупан да си траат, да си ќутат, добро. А истовремено, цело време му викам, Донче, види вака, актот ми стасува на мене, обвинителниот акт ми стасува, во обвинителниот акт се пишува што ми е одземено све, во исти ден со мене заедно исто и финансова полиција одат кај мојот братучет Леджер, што ми е мојот биткоин кај него, што он се разбере, јас не се разберам, моите пари, од кај него исто се зимат биткоините, лаптоп негов и телефон негов, него го остават на слобода, а кога ми стасува актот, никаде ги нема моите биткоини, никаде не мине. Пари имам јас огромни там. Зошто? Каде ми се викам? То ја не знам. То треба да видиш ти со него. Како бе да се видам човек со него? Јас сум притвор. Во шутка сум. Па зашо ти го донесеме телефонот? Па види, звони, прави. Каде бе човек да звонам? Како јас ќе звонам на него? Јас сум веќе притвор. Веќе не изработени 2 дела јас обвинувам. Трето дело ли јас да отварам, да иде ону полиција да рече она од притвор ми звоне на мене? Треба ли да влезам во самица? Треба ли да... Што? Не можам, викам, да бидам свесна како можеш ти на притвореничка да речеш звони, речи, прати му луѓе, таму фамилијата нека ти одат. Кој бе ќе оде? Како ќе оде? Кога он со заклучни 2 збора рекол овака на мојот брат после нашата однесување во притвор. Кај мене беа финансова полиција, од кај мене зедоа и телефон, и лаптоп, и биткоините. Крај. Дај, рекол Ангел Георгиев, тоа, како се вика, што пишуваат финансова врз основа на што ти зимат. Како доказ дека ти земале документ, не ми дадеа. Како бе не ти дадеа? Пак му звонат. Не бе, ми дадо, ама го дадов на адвокатот. Дај бројот адвокатот да се консултираме ние, нели, Ангел Георгиев. Да видам што, како. Не, адвокатот ми рече да не ви дам број, на никој негов број да не дам и на никој ништо да не се докажувам. Аха, и тука кај мене сега во главата ми станува прашалник. Дали мојот братучет мене ме краде, мислам, што ми се деси ово, па он чекај, ајде, нив, ќе ги притворат, ќе ги затворат, јас парите ќе им земам, ќе бегам. Или финансова полиција има тука некој што е ајдук, да речем јас, по прост начин, ама не знам кој. Врз основа на тоа јас го Донче инсистирам. Донче, види за биткоините. Молим те, Донче, дека треба да се обратиме. Ти како бранител знаеш што е, како е. Ама јас не дојдов тука тебе да те бранам за биткоините. Јас дојдов тебе да те извадам од тука и на слобода да си бидеш. Ти свесна ли си? Добро, Донче, па и тера и таа работа, како втор дел, и за тоа ќе бидеш платен. Веќе шо да ти кажам? Таму ми се парите. На секое отварање јас моабет кога правевме за биткоините, он се многу нервираше и вулгарно се понашаше. Ништо. И прекина веќе и реков, ајде, чим ќе ми извади, па јас ќе излезам, па ќе одам кај братучет ми се убаво, ќе го питам што е работа, како е работа, па има закон, па ќе отвориме врз финансова полиција или дека тужба ќе поднесеме во обвинителство или каде треба, што, како. И пред суд, да одеме на суд, пред суд, јас требаше да ја примам јас терапија хормонална во државна болница во Скопје одам. Примав терапијата, тоа беше понеделник. Понеделник, а среда имаме ние суд со Бајле во 9:30 саат, 10. И Донче Наков ми вика на мене вака. Ќе одеме на суд и ти на судијата ќе му кажеш овака: не се чувствувам добра пошто ја примав терапијата, дали има шанси да одложите судење? Ама веков, Донче, не бе, јас сум добра. Веќе 3 дена ми помина, точно тој ден кога јас примам терапијата сум малаксана, не можам утре ден да дам. Веќе сум добра, нема потреба што да ја шириме, викам, оваа работа. Дај да одеме да си искажеме што треба, како треба. Не, ти слушај мене. Добро. Отидовме на суд, седнахме сите и господинот судија Ненад Савревски
Ме пита дали се чувствувам добро, дали и знаеме ситуацијата за болеста и секогаш е бил излегол на сусрет. За кога треба да одам контроли, ми е давал секогаш се што треба. И јас кажав истото со зборовите, дека примав терапија, дека вака, дека така, рече, добро, нема проблем. Рече, сега е среда, петок сум слободен, ако можете петок, или рече дури после 18 дена. И бранителот мој се со обвинителката Милица Гаврилова на нејзиното место кај што седеше, ја пита дали што, како, и она рече, дај, рече, петок да завршиме, луѓето џабе да не лежат во притворот. И јас толку бев веќе среќна, викам, види, ајде, ете, виделе дека не сум крива, дека не сум виновна, дека не сум криминалка, готово, со тие зборови. И господинот судија рече, добро договорено петок, си соблече мантилот човекот, да си замине, и Милица Гаврилова стана на цел глас во судницата, рече вака. Слушајте ваму да ви кажам нешто. Петок, признајте дела што сте створиле за да не скапете во притвор, шутка, за да ве пуштам дома. Ние вака останавме со мојот сопруг. Ништо. И командирите, знаеш што, ајде, излезте, ајде, немате право таму да зборете со оно. Излеговме и ние изненадени. Во службеничка кола доваѓаме и мојот сопруг вика, што беше ово? Што ќе биде ово? Не знам. Стасувам јас. Телефонот на рака, пак звонам на бранителот мој. Донче, што е работа, бре? Абе, остај, она си зборе таму, така, остај, нека си зборе, она. Како бе, Донче, може на цел глас пред судија, пред тој закана? Која е она? Која е Милица Гаврилова пред судија, пред бранител, со прст признајте дело, да не скапете во притвор, шутка. Ако не признаете дело, нема да ве пуштам дома. Милица Гаврилова ли одлучува за македонските граѓани? Кој? Дека? Да оди? Што да прави? Со тие зборови. Заврши телефонскиот разговор со Дончо Наков. И после тоа, со Дончо Наков ние пак збориме, остави она што збори. Петок ќе видиме што ќе биде, како ќе биде, не се секирај, се смее, немој, не се секирај, ти твојата работа е завршена, све. И четврток вечерта во 6 саат, 18 часот вечерта ми звони. Слушај, Фериде, вака. Значи, вака ќе ти кажам. Ништо не бива оваа работа ваша. Утре судење имаме. Ќе одеме со признание на дела. Ќе оставаме таму се. Ти си паметна, ти си интелигентна, пак ќе си работеш, пак ќе си печалеш, на тебе ти е битно да излезеш дома до твоите дечиња. Па имот, па се печали. Кој не е печалил? Шо? Остај тоа, они ставиле на глава, со глава зид не се бута. Јас секаде ургира прави, ништо не можам да правам работа за вас. Донче бе, која работа да правиш ти за нас? Што сме ние правиле постебно? Ти 3 пати ми дојде на мене во притворот, мабет без веза. Ни ми донесе на мене докази од нив. Ни моите докази ти на нив дали им однесе? Што е, како е? Све е однесено, ма ти знаеш ли што ти мислат на тебе? Ти знаеш ли со кој си имаш работа? Ти не се тужеш со физичко личе, со комшија за меѓа. Ти со државата се тужеш. Ти знаеш ли во каква ситуација си ти? Остај таму, се излези си дома, болна си, деца имаш, гледај си ги таму децата, терај си, работи си пак што си работила до сега, таму конфекција ли, пиляра ли, кај имаш. Аха, Донче. Значи, јас све да оставам, што мене Господ среќа ми служил, што он целата дилема ја знае, од почеток до крај, еве и тука ќе кажувам, како е, што е. Одеме, утре дента на суд, седеме, јас бев толку цврста што не икев да признавам дела, ама кога го видов мојот сопруг веќе 25 кила, скоро 30 кила ослабнал, станал од човечанство излегол,
и со тие закани на обвинителката Билиса Гаврилова ќе скапете, ќе правете и со зборовите на Дон Чанаков јас бев веќе психички нестабилна личност. И само станав без да ме питат дали си ти под дејство на во, под дејство на... Станав директно, само што се започна судењето, јас само станав директно, реков на господинот судија, признавам вина, пуштите не дома да одам да си ги видам дечињата. Судијата со овај заклучен збор. Ама ово судење има мегдан за расправа. Нема мегдан, господине судије. Се ми е јасно и се ми е свесно. Признавам вина, вие сте тај, ви се замолувам да ми даете најблага казна, да завршам. Од карценом сум болна, не знам колку живот ми остана, сакам со моите дечиња да се завршам последните што ќе живеам. Готово. Се чукна и Милица насмејана добила и на мене ми рече паметно се постапи, така треба. Да, реков, така треба. И после излеговме надвор, она дојде пред мене и пред мојот сопруг и пред мојата ќерка, што беше и она на суд. Јас само ја питав дали ти е чиста совеста, дали ќе можеш да спиеш вечер. Она ми рече да. Реков, ти си од Штип, Штипјанка. Ти да си отишла на 3-4 фамилии да питаш за мене, за мојата фамилија, дали јас организирам игри на среќа, дали јас перам пари, дали јас правам нешто, дали има еден оштетен човек во Република Македонија од страна на Фериде Демирова, немаше, реков, да дојде до ова. Немам, рече, ја потреба јас што да питам. Ама рече, јас, верувај ми дека не сум јас крива за оваа ситуација. И јас сум пиом. Имам шефови што ме стискат до ово да дојде. Мора вака да биде. Добро. Кои ти се шефови, можеш да ми кажеш? Не смеам. Добро, реков. Па после адвокатката на комората од на Дон Чанаков ми кажа кои се, шо се. Не е битно. Дојдовме дома. Не пушти ја. Без проблем. Ни лисици, ни ништо. Подпис, ајт. Дојдовме. И она вака ни рече, ако признаете дело, нема да пуштам жалба затоа што вие признавате дело. Она не спала таа вечер, одма пуштила жалба врз основа на малата казна 1 година и 3 месеца за мене, 1 месеца за мојот сопруг Ерген Демиров.